Почитувани присутни, љубители на креативноста, на убавиот пишан збор и на убавата музика, ви представува вистинско задоволство да ви посакам едно топло добро вечер и добре дојдовте во културно-духовниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок. Пред малку го представивме настапот на женскиот младенски хор Менада од Тетово, а сега ми ја поканувам професор доктор Лорита Ѓоргиевска Јаковлева да не поздрави со низината поздравна реч председателка на Центарот за култура и културолошки студии. Повелете. Почитувани присутни, почитувани учесници во оваа манифестација, драги пријатели, драги гости. Задоволството е моје исто така да ве поздравам од ова прекрасно место и да ви посакам пријатни моменти на заедничка дружба. Амбиентот во кој што сме овде е духовно исполнет и во таа смисла сакам да се заблагодарам на диригентот на женскиот хор Менада и на раководителот на духовниот центар Кирил Печиновиќ Тетовец, професор доктор Ивица Зорич за сесрдната поддршка на оваа манифестација и на желбата да даде свој придонес во креативните точки. Исто така голема благодарност до митрополитот Тетовско-Гостибарски господин Јозеф, игуменот Теодоси и старешината Маријан, или сите од Чочкиот манастир, и исто така една голема благодарност до потомците на Кирил Печиновиќ, при кој го водат предпријатието Магнаскен, кој ни овозможи овој материјал, промотивен материјал, да изгледа вака како што изгледа. Констатацијата дека живееме во ерата на визуелното придонесува за се поголемо потиснување на невизуелните уметности, а книжевноста и музиката нели се дел од таквите уметности. Поаѓајќи од уверението дека тие се важен дел на човековата креативност, место каде што се задоволуваат колку естетските, толку и сознајните потреби на луѓето, сметаме дека тие се незаменлив дел од духовната изградба на луѓето. Исто така, уверени сме дека елементите кои што ја сочинуваат манифестацијата креативни точки се актуелни и ќе придонесат за надминување на класичните пристапи во презентација на уметноста преку промовирање на интермедијалниот пристап во културата и, што е многу важно, за меѓусебно подобро запознавање на уметниците меѓу себе. Идејата за реализација на оваа манифестација, креативни точки, произлезе од програмската насоченост на Центарот за култура и културолошки студии, конкретно од програмата Културата како стил на живење. Таа има општа цел да го зголеми интересот на широката публика за творештвото на младите македонски уметници. Посебна цел на манифестацијата е да се предложи, организира и реализираат нови форми на презентација на уметничкото творештво на младите автори и на тој начин да се придонесе за нивно пошироко промовирање и посемасовна рецепција и на креативен и на практичен начин да ги продлабочи и преиспита, што за нас е многу важно, или релациите меѓу уметностите. Иако нашата целна група се младите учесници, генерациите од кои што се наследува занаетот и од кои што се учи не ги заборававме. Зошто, како што велеше и Блаже Коневски, нема иновација без традиција. Затоа се повикуваме на името на Кирил Печиновиќ. Тој е секогаш присутен меѓу нас, првиот просветител и оној меѓу првите кој што пишуваше на македонски народен јазик, а денеска се смета и за основоположник на современата македонска книжевност. И поканивме двајца реномирани автори, Јован Павловски и Оливера Ќервезирова. За жал Јован и покрај преголемата желба да ја поддржи оваа манифестација од неколку објективни, но пред се и разбирливи субјективни причини, не можеше да присуствува и му беше многу жал што не е овде меѓу нас. Затоа го испрати својот представник, неговиот син иницијатор и дел од организациониот тим на оваа манифестација, професор доктор Мишел Павловски, да не поздрави.
Оливира Ќервезирова за наша радост е тука меѓу нас и набрзо ќе ви се обрати. И благодарим и за поддршката. Се надевам дека оваа манифестација ќе прерасне во традиционална и ќе имаме можност секоја година да се сретнуваме овде. А сега го поканувам Мишо да прочита поздравот од Јован Павловски. Јован ме поздрави со втората песна од циклусот Кирил Печиновиќ за последен пат Виоле манастирските ниви. Втората песна се вика Во меѓувреме согорува неговата пресветла душа. Се подкренува на лактовите и зборува. Треба да покажеме братолюбие, а не самолюбие, да живееме како браќа, еден другому тежина да носиме. А веќе му откажуваат злобовите. Доживува јасни признаци на семејни болести, напади на слепо. Ретко зборува сосема малко. Само од време на време го цитира предикасторот, како готови нешта ги прифаќа паѓањето на Јерусалим и исчезнувањето на свините во училиштата на Кафарија. Уплав е тоа, страв од времето што минува од распаѓањето. Ме допира по раката, ми дава знак да се наведам. Во меѓувреме, од прстите му капе Божи благослов. Дел од манастирските ниви го дополнува неговото ситно тело, на кожата му се забележуваат сосема непознати рани, фосфорни најави на настани што ќе се случат. Мрмори. И пак во лето 1807 се јави друга со опашка и стоа од септемврија до ноемврија пазџина. Тоа е веќе најава на пат кон место непознато и дално, што мнозина собира и никогаш полно не е. И додека кажува молитви од ракописниот Октоив, забележливо е од детали. Неговата пресветла душа согорува. Благодарам. Сега би го поканила професор доктор Ивица Зорич, раководител на женскиот хор Менада и духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ Тетоец, да ни се обрати. Поведете, професор. Добро вечер на сите и причина особено задоволство што еве и денеска се среќаваме тука во овој духовно-културен центар кој што пред една година го отворивме свечено отварање имаше на Техо и во таа пригода ние ви ветивме дека ќе организираме повеќе активности од областта на културата, без разлика дали се тоа музички, поетски и други средби. На наше ветување го остваривме во изминатиот период, се надеваме дека година така ќе биде, се разбира, доколку имаме поддршката од сите вас и се надеваме дека и Министерството за култура година ќе застане за овие манифестации што се држат тука во Лешок, затоа што навистина Лешок тоа го заслужува и Полок и навистина и во минатото и година Полок и Тетово и Телишочкиот манастир ќе бидат места што ќе собираат луѓето, сите оние кои што имаат добра мисла, пишаниот збор и музичкиот израз е дојат до израз. Затоа нема број вашето присуство тука, кој што вечерва ќе се представат, а се надевам дека година, како што беше кажано, ќе имаме можност да оваа манифестација прерасне традиционална да биде и други манифестации, бидејќи во Тетово се што почнало, сите манифестации и сите други активности традиционални се. Така да и ова нека не биде долговечна и на многу лета нека биде оваа манифестација. Веќе ви е познато дека тука во рамки на овој духовно-културен центар, кој што го восстановивме, идејата беше да има и една библиотека, бидејќи го знаеме ликот и делото на Кирил Печиновиќ, точно на таа пригода ние организиравме една библиотека која што преку 2000 книги имаме добиено до сега. Ни една книга не е купена, сите се донирани, така да и војнина со добрите луѓе, со луѓето кои сакаат да помагаат оваа идеја, го сваруваме тоа и вечерва имаме можност да ни се донирани книги од МИА, издавачката куќа и Центарот за култура и културолошки студии, и они исто така донираат книги, така да сите оние кои што сакаат да им подарат книги, тие книги ќе најдат тука своето место, а сите книги овде има и научна литература која што е во функција на сите оние кои што студираат и имаат потреба. Се надеваме дека за краток временски период на веб страната на Центарот ќе бидат исакнати сите наслови и недела ќе биде ден кој ќе може да се ги подигнат книгите, да се послужат со книгите, сите оние кои што имаат потреба од тие книги.
Ви благодарам уште на сите вас за вашето присуство и се надеваме дека ова традиција ќе продолжиме, затоа што ни опрска и кон идните генерации. Благодарам. За почеток ќе го проследиме како прв наставот на Оливера Ќорвезировска. На моје огромно задоволство, повелете. Добро вечер. За да го испочитувам местото наставно луѓето, јас сум прв пат овде. Нема да прочитам ништо старо и објавено, туку нешто што специјално го напишат за тука и за овде и за вечер. Поправка. Живеевме во 3 соби и во 2 јазика. Јас и маш ми во еден, речи си заеднички, децата во друг јазик знаат само за нив. Ние го разбиравме нивниот, ама не го користев. Тие го користеа нашиот, ама не го разбираа. Нашата соба беше најмала, а со најголем кревет. Нивната беше совршено чиста и практична, со смерни кревети на извлекување. По потреба. Убава модерна тач технологија со антибактериски душеци и антиалергиски перници од микровлакна. Во заедничкиот семеен простор влегува и третата куинска соба, бањата и умисленото ходниче на кое сите гледавме како на затка, а тоа самото себе си се гледаше како некаков галав влез во кој знае што. Главната роља во нашите семејни представи речи си секогаш ја добиваа или фрижидерот, или смарт бойлерот со светкав дисплеј, иако надолго и на широко бевме разговарале што режисерот да им даде шанса и на другите по-неафирмирани актери. Мојот и на мажот ми јазикот немаше глаголи. Сите дејства и состојби ги изразуваше со банални придавки многу заменки. За се и сешто. Ние никогаш не дејствувавме, секогаш само заменувавме или подукрасувавме. Тези, вери, вини, осуди и разни други прекршоци. Во однос на јазикот на нашите деца, тој, нашиот речиси заеднички јазик, е рудиментирана средновековна форма на поствитешка стварност. На него не може да се преведе ништо поново од почетокот на 21. век. Пред да биде како што беше, да живееме во 3 соби и во 2 јазика, сите живеевме во една голема заедничка тишина. Маш ми ја викаше хармонија, јас ја викав казна или деним, како кога, а лексичкиот диапазон на истото на нашите деца опфаќаше цели фрази и стручни дефиниции од сосем други регистри. Например, Јунгов синхроницитет, интерференција на 2 намери, идиосинкразија кон зборовите воопшто и радикална идиосинкразија кон точно определени лексеми. Таа, нашата ќерка, органски не го поднесуваше зборот каулка. Тој, нашиот син, беше особено чувствителен на зборот шиптар. Таа на Скопје, тој на Шкуп и така во недоглед. Живеевме во 3 соби и во 2 јазика. Недоразбрани, недозборувани, недосакани, недомразени или со еден збор блиски. За моите машни беше само шиптар, за неговите јас бев само каулка. Децата си беа само внуци. Над верата, над различност. Нивната идиосинкразија пак беше радикална само со зборовите, не и со нивните значења. 21. век не начека неподготвени и нас, и нашите јазици, нашите 3 соби и нашата поствитешка стварност. Без апсолутно никаква контрола почна да ни влегуваат непоканети зборови и непорачани чувства. Први се повлекоа нашите 2 јазика, ослободувајќи простор за некој трет, кој ниту го зборувавме, ниту го разбиравме. Потоа се откажаа и собите. Го напуштија нашиот дом, оставајќи простор за кој знае што. Сега живееме без нашите 3 соби и без нашите 2 јазика. Главната роља во сите наши семејни представи речиси секогаш ја добиваат политичарите, едните или другите, македонците или албанците. Светкавиот дисплеј на смарт бойлерот почна да покажува екстремно високи температури, фрижидерот екстремно ладни,
Ни треба поправка на сите, на се. Сега ќе го проследиме настапот на Богдана Гушевска на флейта Piece for Solo Flute од Жак Ибер.
Следно што ќе проследиме ќе биде Владоро Пупиле, соло изvedба на Ивона Нациска во пијано придружба на Ана Тимосиевска. А сега ја поканувам Ана Колевишка да ни се представи.
Атриум. Си играме со смислата на животот, а тој ја праќа неа, да ја облечеме обилината облека, а плакарот да ја е празен. Си играме со значењето дека ја нема, а таа демне на секоја страна од обичните нешта. Возалот на брзина изеден, во секундата пред поминување улица, во капите што висат, на студот што во април земне. Често се шегувам дека сакам да ме закопаат во шарено комплетче и со кармиче во ковчегот. Да, смртта е шега на која не и се смееме, оти не смееме. Ставете го и микрофонот внатре им велам, за секој случај може ќе оживеам и сама ќе си запеам песна. Ве молам, аплодирајте му на животот кога облекувате смртта. Благодарам. Следващо ќе не почести со својот пишан збор е Живко Грознановски. Принцот е неубавата роза на крвата цветот. Древна арсениска сказна. Во Дамаск, некогаш одамна, толку одамна што е тешко да се поводи ночна поля, се живеале рибници. Иако лошите времења не дозволили неговото име да не остане познато, оние добрите се погрижили да се запамети на неговата приказна. Принцот се родил и растал во раскош. Имал се што може би принц да посака. Живеел во огромен дворец, сместен во подножието од една широка, стрпна и недосежна висоравнина. Бил обкружен од најмудрите учители и невечните градители. Вредни трговци од далечни земји му ја носиле најмеката свила, нескапоцените зачини и ретки птици, го славеле и поданици и намерници, а бил објаван дури од поетите од пустината. Но, за негова длабока несреќа, принцот го немал најважното. Си немал здравје. При најмал напност, брзо и лесно се заморувал, срцето му подрекнувало и сета снага му затреперувало. Често и ноќе се будил, со нејасен немир по градите, почнувал безцелно да луи за низ дворецот или занесено да гледа низ прозорците, се до рано наутро, кога истошно, повторно заспува. Царското семејство ги носило на дворот најучените лекари и врачови од сите познати царства, но попусто. Со секој ден изменат на принцот му станувало се полошно. А тој, кога тагата поради болеста ќе станува неподнослива, знаа да отпатува до еден од блиските градови и со часови да седи затворен во величествената библиотека што се најдува таму. Минувал цели ноќи на старите книги, со надежда дека во некој однив ќе го почета лекот за својата мака. Една вечер, додека по кој знае кој пат го привршувал денот дочитувајќи уште една книга во библиотеката, на самото дно од страницата што принцот ја читал, неочекувано се појавиле овие зборови. Ти си многу болен. И ако сакаш да се спасиш, ќе треба да одиш до царството на крајот од светот, да се искачиш до царската градина, над царскиот дворец и секој утро да ја пиеш росата од најубавата роза. Само тоа може да го продолжи животот. Срцето на принцот одеднаш силно зачукало. А откаде ќе знам која е вистина? Се прашал тој, додека брзо ја вртал страницата од книгата. Но, пред да успее да ја доврши мислата, одговорот го дочекал следниот ред. Ќе ги научиш сите јазици на светот и ќе ти се каже. Принцот се избезумил од возбуда. Не му се верувало дека книгата му се обраќа лично него. Свртал на предходната страница, но нарушавото се уште било таму. Се уште само за него. Без много да се дума, принцот се подготвил за пат и кинесил да ја бара најубавата роза од крајот на светот. Не се плаша. Единствено било жалоштно за тоа што ќе мора да го напушти дворецот и за секојаш да живее далеко од својот дом. Минал из чудесни земји и градови, средно многу добри луѓе, а со сите оние приказни што ги чува од нив, ги научил сите јазици на светот. Но со секој изминат ден се чувствува се после. Најпосле,
Пред неговите чекови останало само што едно стебело патче. Принцот се искаше горе и се нашол сред широка ледина со голема грмушка рози далеко пред него. Но околу само небо. Ова мора да е крајот. Се рекол принцот и им се приближил до мавите роси. Но кој од вас е мојат? Се запаша. Во тивки од воздух зашумеле девчината на сегнедена полука. Принцот веднаш разбрал и полека се доближил од светленците. Било рана пролети, иако розата била едва отворена, на незините кревки ливчини имало неколку капки роз. Принцот ја подал раката, нежно го навил стебленцето и ги допал своите устни и чудотворните ливчини. Од тој ден, принцот ночите ги минувал во гранишката, а потоа секој утро ја пиел росата од небавната роза на крајата цветот. И напред се почувствувал сила за како што може да се пошкода само во сказните. Сега му останува само да направи дом близу до розата, а тоа го подсетува на неговиот вистински дом и принцот се растажа. Одамна се научил да не се враќа на назад. Па, за да го пронајде најблиското село, се пробил низ ливата грмушка. Тогаш, пред него се отворила пространа низина, а принцот останал без див кога под себе го препознал својот Дамаск и свој стар дворец. Во далечината го забележал соседниот град со библиотеката. Се сетил на старата книга. Мора да е во вистински раци. Кој ли ја читал на приказна сега и во кој убави луѓе гледа? Следващото ќе настапи оваа вечер е Ѓоко Здравевски. Добро вечер. Кои су ви кои сакам да бидам? Однатре. Вришта по тебе. Во мене деца фрлаат петарди од терасите. Во мене прштат панегрски момenti се вртат рингишбили и балерини прават пируети. Цели јата папавели прелетуваат низ мене. Во мене цели универзуми се судираат и од нивните експлозии се раѓаат нови и нови бои, што моите очи не ги препознаваат. Во мене цела една толпа вика, че во пустината го извикува твоето име. Деца креваат два прста подстанати од столчињата и врескаат мене. Во мене надоаѓаат води и цели градови носат со себе. Луѓе плачат, преколнуваат, коси куват. На колена со дланките отворени и погледи вперени кон небото за спас молат. Во мене лавови рикати, лава ми извира од коренот на трупот. Ме поплавува. Однадвор дишам спокојно и длабоко. Зоневата дланка правам бавни кружни движења на десната, имитирајќи го времето. Сиграм со бројаницата, си ја чепкам браната си и сукам устаките. Зборувам мудро и полека. Гласот ми е завадлив, цвонлив, речи си тихок. Зборувам за вечноста и конечноста. Зборувам за љубовта како премин. Зборувам за безтелесност и минати живот. Зборувам за куки, созвездија, планети, сигнувам звезди, исполнувам желби и слушам внимателно. Присутен сум во волкот. Заборавам на волкот во себе и наивно верувам дека не сум само привид во твоите очи. Едно за сите. Имав среќа. Се родив во дом во кој зборовите се изговараат тивко и еднаш беше доволно за да се запомнат. Љубовта и казните се изрекуваа со поглед и многу нешта се подразбираа. Лепот се занесуваше со молитва и потоа се макаше во салатата една
за сите. Дом со облека што никогаш не се смалуваше, туку само си го менуваше собственикот. Дом со две деца во една детска соба, со еден кревет на два ката, со еден телевизор, едно радио, еден автомобил, со соби без клучеви и една бања пред која трпеливо се чекаше и само светлото беше знак дека некого има внатре. Многу работи беа едни и за сите. И потоа, кога пораснав и кога излегов од дома, имаше смисла само да се љубам. Фала. Во продолжение ќе проследиме Овчаковска суита, трети став игра од Благој Цанев во пијано изvedба на Теодора Векеровска. Следно ќе проследиме Инверно поетерно од Пјацола во изведба на Стефан Волчевски гитара.
Клуч и клучок. Само за подсетување дека дневникот секогаш мора да има клуч. И тој клуч се вклопува само во една клучалка и ништо повеќе. Само тој може да ја отвори, да ја затвори, да ја замолчи. Само тоа вклопување е љубовно танго. Преплетени прсти под полна месечина и разудавен водопад од распушавена фризура. Црвен кармин, потпис на чаша вино, ритам, не мора да има, на срце биење и трошка мистерија во заедничкото дишење. Не веруваш? Јас да. Непоправлива романтичарка.
Дури и тогаш кога ќе ми заклавиш стиклата помеѓу неправилните коцки на улицата. И тогаш кога, трудејќи се да го смири сјајот во очите, ќе ми заискри некое будалесто пламенче во земјиците. Па и тогаш кога однесувањето ми е надвор од секој пропишан бонтон. Трошка мистерија во заедничко тишина. Клучот знае да ја облюби клучалката, да ја заведе, да ја натера да издрдори се и сешто. Се ми се чини дека Ромео и Јулија би пукнале од смеење на овие несмазни фрази, како меч проводени од некој збунето мастило. Не веруваш? Јас да. И како после тоа клучот да се извини на клучалката? Таа издрдорила се и сешто, кажала тајна, а тоа останал сведок на создавањето на нов универзум. И сега? Единствено, може да ја замолчи со пакош. Само така се запечатуваат скриените заеднички вдишувања и издишувања. Само така може да се види како расте душата, како се облегува во светлина, за да ја сподели тајната. Не веруваш? Јас да. Јас, Милена Илиевска. Благодарам. И пак од овде. Сега ќе го поканам да се представи пред сите нас Јован Илиевски. Постои да се искуси посебен начин на жртвување кога сакаш некого повеќе од самиот себе си. Како болната тишина почувствувана во загубената мелодија на сирената. Животот е разграничен на многу патеки. Некои од нив скршнуваат, некои се на сосем противната страна, некои изгледаат дека се оние вистинските, а водат кон дното на кругот. Кругот на животот. Тој не носи ни соча и надеж, ни сверба и љубов. Тој не носи спомени, не носи ни случувања кои со текот на времето, на крајот од животниот пат, еволуираат во спомени. Пресушени спомени кои останале кон оние личности со кои би го поминал животот. А смртта е составен дел од животот. Таа ги боли сите, освен оние кои се во нејзините канџи. И никогаш нема среќен крај. Само треба да доживееме среќен почеток и среќна средина. Крајот никогаш не е како во приказните. Крај, през кој се потопуваат сите спомени, поминати низ патеките на животот. Но, ако има повеќе патеки, како ќе знаете кој е вистинската? Ако имате премногу спомени, кој спомен би го одбрале за довека? Ако имате премногу љубов, заробена во трупката на вашето срце, кому последно би ја подариле? Ако бидете на работа од канџите на смртта, за кого ќе го украдете последниот поглед? За кого ќе украдете последната прекратка? За кого би го пределе животот, како жртва за несеканиот? Само едно прашање ни сумот. Дали некој е повреден од вашиот живот? Следно што ќе проследиме ќе биде каноник соната for two violins и Г мажор од Телеман, изведба на Марија Јовановска виолина и Драгана Марковиќ виолина.
поканувам да ни се представи Томислав Карамфиловски. Двоколка од сина молњата се расплускува во градите. Гладна си ноќва. Гладна. Ова е последната ноќ пред да замине тој за кој ти веќе умре. Се крцка во мислите прободени со горшлив опит. Се местат чекорите во точниот размер на местото каде што љубовта ќе се одболува 2 пати. Нешто боли. Времето стои. Во зениците на стравот веќе гори телото. Се искршено со крајна внимателност. Нема да го заборавиш очајот на младиот месец. Биди силна се велиш. Легни, згрчи се, памти, ламти, пати. Во твојот храм светлината паѓа во тешки снопови мирно дишење. Не постои нешто кое може да се скрие при една наивна средба на две судбиникова мола. Во секој поглед кој си ти се препознаваат слики на животи во среќа и несреќа однесени. Секој камен има твојот печаток и секоја мисла го поседува знакот на твојот гнев. Секоја песна има ритам во кој струјат гласните жици на твојата храброст, слабост и борба. И ова есен мирисите на ноќните испарувања подсетуваат на денот кога запознавањето со тебе беше символ на проклето знаење и сурова мудрост. И во ова вино има понешто од твојата горчливост, кога се освојува најтешкиот збор од најтешкиот збор до болка по 2 пати. Во пепелта има изгорено сонце од твојата уморна самотија, а во утробата на денот е здивен звер кој те сонува со полна челост, безусловна љубов. Во мене и од мене само копнеш и помалку тага за синот, што без остаток ти го одгледа најтемните простори на твојата милост. Во твојот храм се уште се будам со проболта на казна. Се уште светлината паѓа во тешки снопови мирен здив. Во твојот храм и денес живее детинес Бог кој те сака. Во твојот храм има уште душа, мир и спокој од вина. Следен е Ѓорѓе Крстевски. Расипања од часот. 9 минути пред полноќ. Влезната врата се отвора и во двособниот стан влегува една девојка со долга црна коса фатена во река. Девојката ги собликува патиките и зачипува помеќиот килим во правец на бањата. Откако ја вклучува светилката, влегува во бањата и во мјалникот ги мие рацете што потоа ги брише со крпата закачена на еден клин до огледалото. Потоа излегува од бањата и исклучува светилката и влегува во спалната соба, како и таму го вклучува светло. Отвора еден плакар и оттаму ја вади својата нотница. Ја соблекува својата работна униформа и ја положува на еден стол, а потоа ја облекува нотницата, а нозете ги облекува во црвени влечки. Излегува од спалната и исклучува светилката. Оди во дневната и запира пред телевизорот. Со едно кружење на раката го вклучува и се загледува во неговиот осветлен екран на кој се прикажуваат вечерните вести. Гледа околу 1 минута, а потоа оди во кујната, ја вклучува светилката, се доближува до мјалникот и зема една чаша од полицата десно од него. Ја отвртува славината од чешмата и ја намесува празната чаша кон глава. Таа се полни до врвот и девојката ја принесува кон устата. Кога девојката го допира врвот на чашата со своите усни, веќе е 1 секунда пред полноќ. И наместо зидниот часовник да отчука 12 пати, означувајќи го се тоа крајот на стариот и почетокот на новиот календарски ден, нешто чудно се случува со него. Откако се слуша некакво крцкање во неговата натрешност, стрелката за означување на секундите почнува да се движи обратно. Тогаш девојката ја спушта чашата што ги допри усните и ја наместува под млазот што се враќа во чешмата. Потоа ја завртува славината, а празната чаша ја става од полицата десно од мјалникот. Се оддалечува од него и исклучува светилката и излегува од кујната. Оди во дневната и запира пред вклучениот телевизор каде што стои околу 1 минута пред неговиот осветен екран, на кој по обратен редослед се прикажуваат вечерните вести. Со едно кружење на раката го исклучува и се упатува кон спалната соба. Таму ја вклучува светилката, а потоа ги извлекува своите стапала од црвените влечки.
Ја обликува докницата и ја обликува својата работна униформа што е положена на еден стол. Докницата ја става во еден плакач, што потоа го затвора. Потоа излегува спалната и исклучува светилката по што се упатува кон бањата. Пред да влезе во неа, девојката го вклучува светлото. Таму ги брише рацете со крпата што ја зема од еден клин во зидот до огледалото, а потоа ги бие рацете. Веднаш потоа излегува од бањата и го исклучува светлото. Зачекува по меќиот килим во правец на влезната врата. Ги облегува патиките, ја отвора вратата и девојката со долга цркна коса фатена во реп излегува од последниот стан. 9 минути пред полноќ. Следно што ќе слушнеме е Калина Малеска. Нечовечкиот антагонист. Секогаш кога преведуваше, Мирон Арониевски го отвораше документот на странски јазик и на истиот документ, најгоре на страницата, почнуваше со преводот на македонски. Секој пасус што ќе го преведеше на својот јазик, потоа го бришеше во оригиналниот текст, а под него остануваа помалку пасуси што требаше да се завршат. Брзо и лесно ги газеше страниците пред себе, а текстот што требаше да се преведе исчезнуваше, изгнетен од буквите на јазикот на кој преведуваше. Еден ден, кога Мирон Арониевски седна пред својот лаптоп и го отвори документот за превод, виде дека текстот е долг 200 страници. Како и секогаш, го намести курсорот најгоре на страницата и почна да ги впишува потребните реченици. Го избриша првиот параграф од оригиналниот текст, откако го преведе на македонски. Помина така 5 страници, пишувајќи го длабоко во ноќта. Изморен, веќе не успеваше да ги догледа буквите пред себе, па реши да го исклучи компјутерот и да си легне. Гордо погледна во долниот лев агол од екранот за да го види вкупниот број страници, 200, и да си пресмета, иако тоа веќе го знаеше, дека му останале уште 195. Но, види чудо, текстот нараснал на 205 страници и тој доби очајно чувство дека не се поместил од почетна позиција. Веднаш се расуни, отиде со курсорот до последната страница за да се увери дека оно што го видел не е илузија. Последната страница навистина беше 205-тата. Мирон Арониевски беше преморен. Реши да поспие и да го заборави овој непријатен настан, а утреден ќе го гнете и ждере оригиналот толку жестоко што в час ќе се намали на 190 страници. Следниот ден, Мирон навистина седна пред лаптопот и со буквите предизвикани од удирањето по тастатурата безмилосно го топеше оригиналот. Секој преведен пасус на македонски значеше по еден избришан пасус од оригиналниот текст, по еден пасус помалку за превод. Тој е на 15-тата страница. Бидејќи документот има 205 страници, значи му остануваат уште 190 за превод. Погледна во долниот лев агол. Купниот број на страници се беше искачил на 215. Мирон рипна од столчето ко поперен. Отиде да земе неколку книги што сметаше дека ќе му требаат. Се врати и повторно погледна. Бројката 215 безмилосно стоеше на екранот. Во ред, 215. Реши повеќе да не обреке внимание на овој факт и продолжи да впишува букви со своето вообичаено темпо. Го газеше, гнетеше, топеше текстот на оригиналот. Кога преведе уште 5 страници, погледна надолу. Долу, во левиот агол, крсивата лента, го пишуваше бројот 220. Преведе 20 страници, а се уште му останува уште 200. Мирон го тресна капакот од лаптопот и излезна. Следните денови се обидуваше да го претрка текстот на секаков можен начин. Додека со невидена брзина чукаше по буквите на тастатурата, рамените од неговата измрсена коса се креваа нагоре, крвавите очи се испакнаа во облик на конус, а кожата му висна од јаболкниците. Мирон не престануваше да чука. Неговите прсти развија мускули посилни од бицепсот на пливачите, а тој не стануваше од столчето пред лаптопот. Од брзината на прстите се создаваше ветер што видуваше сите хартии и зрна сусам од масата и тие се разлетуваа наоколу низ слобата како мал ураган.
Беше сигурен дека со извънредната брзина најпосле ќе ги измами бездушните бројки и ќе го стопи текстот за една страница скришно од компјутерската програма. А потоа се ќе биде полесно. Ќе ги ждере, гази, мечи пасусите од оригиналот и ќе ги преточува во буквите на неговиот јазик. Денови и ноќи пишуваше со брзина што ги надмина сите светски рекорди, но колку страници да поминеше, секогаш му останува уште 200. Кога стигна до 200-та страница и виде дека бројот долу лево на екранот е 400, Мирон гневно скокна во екранот, низ кој се отвори портал што го прими внатре. Мирон Арониевски се уште талка низ пределите на текстот. Текстот го гнете, го ждере, го гази, а Мирон полека исчезнува, се смалува, се топи. Толку е смален, што веќе се претворил во буква и се уште јури напред на страниците, додека и натаму се смалува, исплашен да не исчезне пред да дојде до крајот на текстот. А крајот никаде го нема. Зашто секогаш кога Мирон ќе успее да мине на следната страница, текстот се истегнува за една страница повеќе. Во продолжение ќе го слушнеме преводиумот од Цисмол од Сергеј Рахманинов во пијано изведба на Елена Карапеовска.
Смолански. Налеми ти, ме гледаш како горчината што без милост ми се зарила во душата. Сакам да ја убијам, па ја поливам со црни божи капки, да ја напијам неја, како малолетна блудница што не познава крст и вера. Слепена е на подот што боцка во игра на незиното движење. Тоа е за незе сладок мазохизам, а за мене само ренесанса. Ренесанса во која умирам, може би за да се родам одново. Душите во мојот почеток одамна се маченици во црната вечност. Заблуда што им се посмева за да уживаат влагата дека живеат. Молчејки, така, без глас, како неми изгубени силуети во безкрајот. А Божјата течност се слива како солза, солза за утеха, утеха која не продира до дното. А ти пак ме гледаш. И што ќе видиш? Тајната е мигот морничав, мотив за страсти мокри и црни. Само налеми солзи од грозие и пушти ме да се закорави моето постоење во твоето, макар само овој миг. Јас плачам постојано во себе, за да ги измијам удаите што ги имам кај себе. А солзата жешка се шета низ моите пори и сега, кога гледам твоето божествено тело пред моите нозе. Ке тече, па ке престане, за да продолжи пак, да се одмори и да стигне таму далеко и длабоко. Нимфо дива, така сакам да те наречам. Тоа си за мене и ќе останеш додека јас сакам. Сакам до вечноста. Таму ќе останеш за да живееш и кога ќе бидеш морничава козба за да изгледе убавиот миг. Така сакам. Затоа стави го скитникот на ноќта да се полни од празните чаши на суштината. За тебе, за мене, за таа млада убавица што седи од спротива. Баш за таа убавица што и сега има родена нова брчка. Да, иако има многу малку години, белите прамени се сведоци од животот. И ти нале во незино име, за кутрата блудница, за која невинност е одамна заборавена мисла. Дојди и остани на почетокот да пијам од твоите очи. Покажи ми ги цветовите на злото и со мокри усни спомни си макар стихот Бодлер. А јас ке сум среќен. Ете тука тонам, тоа е мојот рај, иако веќе сум во пеколот жив. Јас го слушам твојот тон, иако може би сонувам, но така тивко умирам. Не можеш да ме чуеш, не ме мојот поглед. Чекам убав рај, а баш сакам да си приспомнам за Дениция. Може би во некој следен сон, ветувам. Оди сега сум малку изморен и многу луд, а среќен, па наливам следна Божија, скаменет во грозно крвава убавина, во очливата темна минута. Следено што ќе ни собрати со својот пишан збор е Перо Сарджевски. Повеќе. Добро вечер на сите. Родом сум од Тетово и како многумина од вас тука присутни, сведок сум на едно време или не време, кога и токму ова место, нели како духовно жариште, во овој регион беше поводено со една небитнина, од која што произлезе токму оваа поема Карпа жива, која што зборува за една карпа која што живува и пред себе и гледа на сите тие небитнини и ги раскажува. Завршува со епилог, значи алузија на епитафот на Кирил Печетовиќ Тетоец, кој што е првиот игумен на овој манастир, но понесе до целата оваа прекрасна атмосфера, од овој колаж на музички тонови, на зборови и од триптикот, кој што е прекрасен, се одлучи да тя промена макар на концепцијата, па ќе наставам со еден триптих, значи поетски триптих, алузии, повторна алузии, нели, но сега на циклусот молитви од Ацо Шопов или поточно третата молитва на моето тело од тој циклус. Исто така трите грации, она е прекрасна слика од Рафаело Санти, и една популарна поп песна од Мадона, Like a Virgin. Првиот дел
се вика девојка. Се сеќавам на едно девојче во чии кадрави коси некогаш дамна се сокри сонот на едно момче. Пресно втиснат врз незиното лице, а на него најбавата насмевка на светот. Устни испакнат. Лайк. Морам да ставам моја слика на профил. Лайк. Ајде да направиме селфи. Лайк. Чекирај се да знам дека се таму. Лайк. Он има гей best friend. Лайк. Мо више не е ним. Лайк. Пиши ме на Фейсбук. Лайк. Like a virgin. Touch for the very first time. Like a virgin. Вториот дел од триптихот е алузија повторна на трите молитви на моето тело од Ацо Шопов, 3 деграции од Рафаело Сати, но сега Glory Box од Портишијата. Се вели жена. Румени долини по огливите, по путините сласт немирна, по косите ветар див, треперат градите, треперат устните, чекори жена. По неа сенка, дурдовека, мирисне изгор лето и сласт. А омаче, не знам кај не се клучените од кола. А омаче, дечко ме вара со најмија другарка. А омаче, оној работа ме вара на автерворк. А омаче, каква штикла со ти нашто усити. А омаче, ќе искочам со него само ако ми купи Прада. А омаче, вчера Фраја се говореше на мотора. А омаче, ми се пип, ми се плаче. Give me a reason to stay here. Give me a reason to be a woman. I just wanna be a woman. И да се третиот дел од триптихот, нели повторна алузија на цикусот молитви Ацо Шопов, 3 деграции, но сега народната македонска песна Васка Евкова. Се вели мајка. Од утроба четна тече животен сок, поте, поглед кон небеса, нозе под сукни свиели, дете дојнче награди припоен чело, грижливо чува сенка, зад неја сонцето круна прави. Икона на земјата жива стои. Да. Викендо сме пак кај неговите. Аман више. Децата се пак настигнати утре су на состанок, аман више. Оној мој 2 години машина за садој ми купува, аман више. Треба плата брата за англиски, аман више. Оној мој запал за 3-то дете, аман више, од фудбалов спас нема, аман више. Оф, аман, 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 баскет гола. Следен што ќе ни се представи е Nebojša Stojanovski. Мајор. Довде не работи. Јас што сум од тето уете, некако ќе се стајдам се. Јас сум исто тетово како Перо Зарџовски, ама не ме бива за пени, само ќе ви ја прочитам песната. Темјан Фенер и Карневал. Зидот се смее пламено, те гледам из магрив кристал, а тревата пее. Свеќата живее заедно со фенерот на зидот. Масичката е пред нас, остри мириси се шират. Ја палам свеќата, ставам јагненче, палам пламеч. Темјан оставам го пушта да мирисе. Гледаш дека су помалку значај. Те следам из воздухот кој диши. Темјано го шири својот мирис на воку. Остриот мирис те пиени гледам. Не можам да ти си знагледам. Цости и нежности давам, ови што доживување на тебе не би доволно. Разиграност нема, само твојата силуета левитира во ветрот, а јас те посакувам.
Овој значаен карневал е убав, се претвори во значајно преплетување во кориштво, се играјме заедно. Благодарам. Следно што ќе ни се представи е Билјана Стојановска. Ше е фино да си низок. Да не се убија Ромео и Јулија, нивната љубов ќе навикуваше на нашата. Ромео ќе лажеше дека мора да оди на патување, Јулија пак дека ја задржаме на работа за да кисне во кафана. Следниот ден, како ништо да не било. Ќе си го пиеа ритуалното кафе, ќе си ги допираа стапалата подмаса, додека разговарат за приказните во дневните вестници. Да не се убија Ромео и Јулија, сигурно ќе си најдеа љубовници. Станав во 7:37 утрово и покрај тоа што немав никакви обврски. Изгледав филм на Тим Бартон за големите соништа. Испив 2 кафења со повороти во двор, по пижами. Кучињата мирно сонуваат подсенка. Се радувам, ружите почнале да ми цветаат. Не ми е важно ако никогаш не бидеме заедно. Денеска душата ми е како трева по која може да се гази бос. Во продолжение ќе проследиме La Catedral en Luit од Claude Debussy во пијано изvedба на Ана Тимосиевска.
Во продолжение ќе го проследиме наставот на Давор Стојановски. Излишно ми е посетливо си да читам момент. Ќе ви прочитам 2 страници од романот. Сандра го побали Јон по мократа коса, а лицето ѝ се засенчи со бабатага. Вилиците му трепереа, забите му звечеа, мускулите му подигруваа, но се чинеше дека само погледот му беше смирен и сталежен. Однатвор добре виеш на мразулците, а неколку изземнати улични кучиња лаја по небото. Во креветот постоеше шепот и прамен од ноќта. И сега што? Го побали гласот на Сандра. Ја испружи дланката и го допри уводот како што се допира страк цвеќе. Телото на Сандра, очите во кои се огледуваше кога ја бараше Сандра, нежниот шепот на Сандра во кој он наскоро мораше да се помири со се околу себе и со се во себе. Незините прсти по неговата коса, по кожата, по немирните и растреперени мускули. Незината дланка што застана врз градите на Јон, од кој се насетуваше како возбудено срце бавно се смирува, како што се смируваа и снегулките под небото. Сега исто како и твоето име, и рече, ке ти зборувам и умра, а за зборување имам уште малку. Тогаш да лежиме и да молчиме, предпазливо дополни таа. И го вклучи телевизорот, колку да работи, колку да гледаат слики, колку да сведочат некоја друга реалност, некој далечен свет. Може би нема да види ништо, но барем светло да ќе му бидат интересни, ќе се смири и ќе заспие, си помисли. А следното утро е ново утро, следното утро е ветување, следното утро има зашто да се разбуди човек. И он се срамеше да зборува, зашто му беше страв дека таа ќе му рече оти блада. Беше темно, а екранот ја прошаруваше костелата, иако никој не гледаше во него. Постоеше шепот и тој мораше да се доврши, за да се оправда постоењето на сенката. Дали да кажеш се, значи да злодееш, праша Јон. Ако имаш еден талент и тој почна да исчезнува, дали и ти тогаш треба да изгледаш со него? Телото веќе не му се тресеше толку силно. Готовоста настапува штом ќе се каже се. Треба да се знае кога нешто е готово. Завршувањето значува продолжување на постоењето во друго постоење.
И рече човекот што за секогаш остана немоќен пред голата покана на сите расширени нозе на светот и што остана тивок пред сите покани за оргазм. И он веруваше дека пред постоењето да премине во друго постоење, пред да исчезне секое сеќавање и пред да ги снема чувствувањето, треперењето и мислењето, секогаш останува нешто недовршено, недокажано и недосфатено, секогаш постои мудринка што не можеш да објасниш, секогаш има луѓе на кои мораш да им се извиниш, иако никогаш нема да имаш можност да го сториш тоа. Го прочисти грлото, погледот му се помести од Сандра кон некоја песна во собата што можеше да види само тој. Ни се гледам како низ магла крената над студена река, дотаде. Од реката се издига пастрмка. Ги подавам рацете кон неа. Сакам да ја зграбчеме да ја приберам, затоа што се обидува да се крене кон мене, кон небото, надвор од водата во кој е судено да плива цела вечност. И ништо од тоа што го гледам сега не ми значи нешто. Исто како и да не се случило. Се што знам за светот, единственото нешто за чие постоење сум несумнено сигурен е само звукот на месечевата соната. Во устата му остана како недочватано парче леп, уште една тивка тромава и тегобна реченица. И тие неколку збора мораа да паднат како затестен залак, како мисла што бара слобода да стане глас, како капка што и се моли на тежата да ја го упне, за да остави воден белек пред да исчезне сосем, како семе што треба да оплоди. Музиката не е на луѓето, и рече. Музиката не е создадена од нив. Музиката постои, се друго е одамна мртво. А сега ја поканувам Снежана Стојчевска. Ова е мојата последна книга, ја поклонувам на библиотеката, а сега ќе се обидам да кажам без листови. Генетика. На баба мина и на внука мина. Гените се божествена работа, си помислувам секој пат кога ќе ја погледнам внука ми, како да се гледам во огледало од минатото. Не можам да ја карам. Имам чувство како да се карам себе си мало. Не можам да не бидам милна со баба ми. Убава си и велам на одење и ја бакнувам во образот. Стара сум, подалче едно, ме вели и се насмевнува со истите зелени очи под брчките. Не можам да не ја забележам сличноста, како да се гледам себе си во огледало од иднината. Благодарам. И ова вечерашно зборот дихување, културно-духовно дихување преку креативните точки, преку креативните мисли, убавиот пишан збор и музика, ќе завршиме онака како што го почнавме. Женскиот военски хор Менада ќе исполни Can't Help Falling in Love with You од Елвис Пресли во пијано и придружба на Ана Тимосиевска по диригентска палка на доктор Ивица Зорич.
За безпоредно. Благодарам на присуствието, ако останало може да пред чашичка да се пие.